Еве малку ве одморивме од темите и содржините од рано наутро, а сега она што следува е инвитро постапката која што цели 20 години се применува во нашава земја. Знаете дека неодамна пред некој месец проговоривме дека оваа година се навршуваат 20 години од првото инвитро бебе во нашава земја, благодарение на тимот на клиничката болница во Аџибадем Систина. Денеска наша и ваша гостинка е ембриолог Марија Ѓоргиевска, која што е дел од тимот на Аџибадем Систина и ќе ни проговори многу повеќе за незината деценија помината во одделот за асистирана репродукција. Добре ни дојдовте во студиото. Благодарам за поканата. Да, верувам дека е чест да се биде цела деценија дел од оваа голема и убава приказка 20 години од првото инвитро бебе. Токму така. Како што кажавте, одделот за асистирана репродукција при клиничка болница Аџибадем Систина одбележува значаен јубилеј, и тоа 20 години од раѓањето на првото дете, зачнато со инвитро технологијата во нашата земја. Оно што е важно и сакам да го потенцирам е тоа дека одделот за асистирана репродукција при клиничка болница Аџибадем Систина се издвојува како пионер во имплементација на асистираните репродуктивни техники, составена од високо квалификуван професионален кадар на иминентни гинеколози, ембриолози и андролози со долгогодишно искуство од областа на асистираната репродукција. Низ годините наназад, IVF центарот бележи број успеси со постојано зголемување на тимот, континуирано вложување во едукација, како и воведување на најсовремени технологии. И токму поради тоа, приматот први, успеавме да го зачуваме и ден денес, благодарение на високиот процент на успешно реализирани циклуси, како и здрави, живородени беби. Одлично. Од тогаш, па се до ден денес, на одделот за асистирана репродукција при клиничка болница Аџибадем Систина реализирани се над 17.000 вонтелесни оплодувања, кои се со стапка на успешност на ниво на светските референтни IVF центри. Она што сакам да го кажам е тоа што од особена чест и задоволство ми е што сум дел од тимот на доктор Слободан Лазаревски, кој воедно и основач на инвитро центарот во нашата земја и кој важи за еден од најголемите експерти во светот од доменот на хуманата репродукција. Доволно е да се каже дека неговата стручност досега има резултирано со бројка на новородени бебиња од епровета од околу еден цел град во Македонија. Прекрасно. Навистина фасцинантна е оваа бројка. Токму така, секако, ништо од ова не би се постигнало без поддршката и довербата на нашите пациенти. Браво. Браво и поздрав, честитки до целиот тим кој што знаеме дека е тоа голема и комплексна тимска работа за која ние ќе говориме нешто подоцна, но ајде за почеток еве вака, дел по дел, термин по термин. Што всушност означува инвитрото? Инвитро во буквална смисла на зборот значи стакло, односно оплодување на јајцеклетката со сперматозоид во лабораториски услови надвор од телото на жената и создавање на ембрион во стаклен сад епровета. Тоа е метод на биолошко потпомогнато оплодување кој носи надеж за илјадници пациенти кои без овој процес никогаш не би успеале, односно не би можеле да имаат потомство. Согласно дека целата манипулација на јајцеклетки сперматозоиди се одвива во строго контролирани услови, лабораториски, така, од големо значење за основањето и постоењето на IVF центарот има и првиот лиценциран ембриолог со долгогодишно искуство во нашата земја, Анета Аневска, која воедно е раководител на ембриолошката лабораторија при клиничка болница Аџибадем Систина. Одлично. Так. Кога, во кој случај и кај кои жени може да се прави, да се влезе да се прави оваа постапка инвитро? Така, постапката на вонтелесно оплодување се изведува најчесто кога имаме медицинска индикација или тоа се жени кои што имаат неплодни јајцеводи, кај пациенти кои што имаат неколку неуспешни обиди со поедноставните методи на интраутерна инсеминација, кај пациенти кои што имаат лош наод на спермограм, исто така кај пациенти кои што имаат идиопатско, односно непознато потекло на неплодност и доколку треба да се изведе процесот на биомедицинско потпомогнато оплодување со донација на јајцеклетки или сперматозоиди. Так. Каква
каква е целата постапка, еве ако може тоа да го кажеме накратко, не знам, но еве вака, да ја објасниме целата постапка и колку трае целиот процес. Така. Накратко за да го објасниме процес, инвитро процесот и да со цел да ја доловам улогата на ембриологот во самата процедура. Самата процедура би ја поделила на два дела, односно првиот дел е подготовка на пациентите во постапката, каде пациентите првиот контакт го остваруваат со специјалист за хумана репродукција, каде преку информативен разговор гинекологот назначува одредени анализи и кај мажот и кај жената, се со цел да се утврди причината за неплодност. Откако ќе се утврди причината за неплодност, гинекологот прави одредена шема за хормонална терапија, индивидуална за секоја пациентка, се со цел да се добијат што поголем број на јајцеклетки. Потоа следи оваријална супресија, оваријална стимулација, фоликулометрија и доаѓаме до оној втор дел, аспирација на јајцеклетките од фоликулите. Пункцијата на јајцеклетките се изведува со вагинален ултразвук под краткотрајна анестезија, со долга и тенка игла се извлекува фоликуларната течност од секој фоликул поединечно во специјални бровети, кои во истиот момент се доставуваат на ембриологот. На некој начин улогата на ембриологот во процесот започнува токму од овој момент, кога ембриологот под строго контролирани лабораториски услови и под микроскоп ги детектира јајцеклетките од фоликуларната течност, ги проперува, ги префрла во специјален сад со специјален медиум за таа намена и потоа ги култивира во инкубатор, кој што е со оптимална температура, оптимална концентрација на гасови, оптимална pH вредност, бидејќи инкубаторот е еден вид имитација на условите во матката на жената. Фасцинантно, вистина. И ги имаме јајцеклетките и велиме, вау, сега сме на патот, ова е почетокот. Во кој момент од процедурата знаеме колку јајцеклетки имаме на располагање и каков е нивниот квалитет? Па можам да кажам дека тоа е овој момент, значи по завршувањето на пункцијата, веќе го знаеме бројот на јајцеклетките и можам да кажам дека највозбудливиот дел е овој момент кога ембриологот го соопштува бројот на добиените јајцеклетки. Сега не секогаш бројот на јајцеклетките е ист со бројот на фоликулите. Од досегашните искуства во пракса може и некои од фоликулите да бидат празни. Исто така, не мора да значи дека колку јајцеклетки се добиени, дека толку јајцеклетки ќе бидат првично квалитетни за работа. Секако дека квалитетот на јајцеклетката е важен и одлучувачки фактор за успешна фертилизација. И токму поради тоа ги работиме само оние јајцеклетки кои што се со добар квалитет, односно се во фаза на зрелост, со идеална морфологија и структура. Да. Одлично. Можеме ли да кажеме вака колку видови на вонтелесно оплодување постојат? Вонтелесно оплодување имаме секако алтернативни методи во врска со донација на сперматозоиди, јајцеклетки и ембриони. Тоа е биомедицинско потпомогнато оплодување, каде што се врши кај пациенти кои што донација на јајцеклетки, например, кај жени кои што немаат овариуми или кај пациентки кои што произведуваат лош квалитет на јајцеклетки или воопшто не произведуваат. Исто така кај пациентки кај кои што постои ризик од пренос на наследни заболувања, кај пациентки кај кои што постои ризик од носење на дете со генетски заболувања и така натаму. Додека донацијата на сперматозоиди се користи кога имаме тешка машка неплодност, односно кога мажот воопшто не продуцира сперматозоиди, исто така кога имаме ризик од пренос на наследни болести или кај пациентки кои што немаат партнер. Да. Постои ли некој метод од сите овие методи кои што се истражувани, на кои што 20 години вие предно работите, некој метод кој што би покажал, да речеме, евентуална 100% успешност во постапката? Не постои метода која дава сигурна бременост. Постојат многу фактори кои се важни. Секако дека одлучувачки фактор е квалитетот на ембрионот, спремноста на матката, возраста на жената, но шансите за успех се разликуваат кај пациентите. Во просек 30% од пациентите имаат бебе по првиот опит. Кога знаеме
Кој е моментот кога веќе можеме да констатираме дека оплодувањето е успешно? Првиот ден е нулти ден, односно тој ден го правиме оплодувањето. Во зависност од тоа каков е примерокот на мажот, ејакулатот, какви се неговите параметри, концентрација, број, морфологија на сперматозоидите, ја одредуваме методата со која што ќе го вршиме оплодувањето. Оплодувањето го вршиме со две методи. Првата метода е IVF, основната конвенционална метода, каде што јајцеклетките ги инсеминираме со сперматозоидите и самите сперматозоиди навлегуваат во јајцеклетките. И овој метод е вид имитација на природниот циклус на оплодување, каде што најдобрите, најквалитетните морфолошки сперматозоиди го вршат оплодувањето. Кога имаме добар примерок со оптимални параметри, ја користиме оваа метода на оплодување. Додека другата метода на оплодување е X или интрацитоплазматско инјектирање, и овој метод го користиме кога имаме тешка машка неплодност или кога параметрите на ејакулатот не се оптимални. Имаме намален број на сперматозоидите, сперматозоидите не се доволно подвижни, имаме мал број на морфолошки добри сперматозоиди или доколку имаме сперматозоиди од примерок на тестикуларна биопсија. Тогаш со помош на XC манипулатор и тенки микропипети правиме селекција на еден сперматозоид, пред се тој треба да биде подвижен, со добра морфологија, и го инјектираме директно во цитоплазмата на јајцеклетката. Од прилика 18 до 20 часа следниот ден правиме евалуација на јајцеклетките кои што претходниот ден сме ги оплодувале. И правилно оплодените јајцеклетки, тогаш веќе го знаеме бројот на правилно оплодените јајцеклетки, ги селектираме и ги префрламе во хранлив медиум за таа намена. Повторно ги инкубираме, се со цел да го следиме нивниот раст и развој вообичаено 3 до 5 дена. Ова било навистина сериозно сложен процес. По кој момент знаеме кога се трансферираат ембрионите во матката на жената? Така, како што кажав, вообичаено 3 до 5 дена го следиме растот и развојот на јајцеклетките. Ембрионалниот трансфер исто така се прави или третиот или петиот ден, односно третиот ден ембрионите имаат 6 до 8 клетки и се 6 до 8 клеточни, додека петиот ден имаат 70 до 100 клетки и се така наречени бластоцисти. Многу важно е следењето на ембрионите во лабораторија, се со цел да се направи добра селекција за ембрионите кои што ќе бидат за ембрионалниот трансфер. Најчесто трансферираме 2 ембриони со најдобар квалитет. И најчесто, како што кажав претходно, трансферот се прави третиот или петиот ден. Трансферот е безболен процес, се прави под вагинален ултразвук со внатрешен и надворешен катетер, каде што улогата на ембриологот е да со тенок внатрешен катетер ги превземе ембрионите од хранливиот медиум, достави во надворешниот катетер со кој докторот гинеколог е позициониран во основата на матката. Така. Ова колку повеќе ве слушам со секој ваш следен одговор и информација која ми ја давате, дополнително сваќам колку е овај комплексен, сложен и навистина долготраен процес, а сепак од вашава досегашна пракса дава огромни резултати и успешност во инвитрото. На што се должи овај успех? Така, тимската работа пред се е клучна за успешно функционирање на одделот. Посебно во нашата ембриолошка лабораторија при клиничка болница Аџи-Бадем Систина, која е акредитирана, бележи бројни успеси со постојано зголемување на тимот, континуирано вложување во едукација, како и воведување на најсовремени технологии, искусниот тим, брендираната опрема, современите стандарди и процедури кои што ги користиме се гаранција за нашиот успех. И токму поради тоа можам да кажам дека клиничка болница Аџи-Бадем Систина е лидер во регионот за вонтелесно оплодување. Секоја чест, да. И многу често тоа ни се потврдува во разговорите со вашите колеги, каде што буквално превземате чекори на еден многу повисок левел на персонализирана медицина. За секоја пациентка, за секој поединец поединечно. Кажете ми, како ембриолог, кои се вашите задачи, конкретно и улогата во целиот овој процес?
токму така, секојдневно ембриолозите, пред да го оствариме оној контакт во делот на пункцијата на јајцеклетките, кој пред малку ви го објаснив, ембриолозите најпрво се должни да ги подготват условите за работа во ембриолошката лабораторија. Правиме проверка на основните параметри на инкубаторите и ламинарите, се со цел да ги утврдиме нивните оптимални вредности. Потоа подготвуваме медиуми за секој пар, подготвуваме специјални ембриолошки листи за секој пар, каде што ги запишуваме сите карактеристики од моментот на изведување на пункцијата, од моментот на добиениот број на јајцеклетки, па се до ембрионалниот трансфер. Исто така правиме евалуација на јајцеклетките кои предишниот ден сме ги оплодиле, правиме селекција на ембрионите за ембрионалниот трансфер на жените кои што се закажани тој ден за таа процедура. И секако дека имаме уште многу задачи и методи во ембриолошката лабораторија во тековниот ден, кои се пропратни, и можам да кажам дека работата во ембриолошката лабораторија е доста динамична. Исто така можам да кажам со гордост дека во нашата лабораторија со хиерархиска поставеност и тимска работа функционираме безпрекорно. Секоја чест. Во интерес на времето кое што брзо некако ни поминува, би сакала да им дадеме можност да им одговориме на прашањата на многу наши гледачи кои не следат, се можеби влегуваат во некоја поодмината возраст, немале среќа да сретнат партнер во своите најдобри години и се заинтересирани да дознаат повеќе за што значи постапката за замрзнување на своите јајцеклетки. Така, замрзнување на јајцеклетки е процедура која успешно се изведува во нашата лабораторија, односно тоа е метод на брзо замрзнување или витрификација, кој дава успешно висок процент на одмрзнати јајцеклетки, бидејќи многу е битно јајцеклетките кои што ги замрзнеме по одмрзнувањето да бидат со истиот квалитет. Најчесто се изведува кај жени, како што кажавте, кои што имаат, односно кои што свесно или несвесно го одложуваат родителството, од X причини, така. Образование, кариера и така натаму. Кај пациентки кои што немаат партнер, исто така замрзнуваат јајцеклетки пациентки кои што за жал и малигни заболувања, па треба да бидат под некоја хемотерапија, токму така. И пациентки замрзнуваат исто така и пациентки кои што имаат фамилиарна анамнеза за рана менопауза. Таквите јајцеклетки замрзнати се чуваат во специјални контейнери на температура од минус 196 и се чуваат бесконечно се додека не се искористат. Секоја чест, навистина е апел и подсетување за сите оние кои што можеби размислуваат на оваа тема, но не се охрабруваат да се распрашаат. И накратко сосема, што би им препорачале на оние кои се размислуваат да влезат во една ваква инвитро постапка, а од некои причини го одложуваат моментот? Пред се им посакувам да бидат истрајни, односно истрајност и успех во процесот, кој нималку не е едноставен, но вреди да се помине, бидејќи само со овој метод и на овој начин илјадници пациенти може да го остварат својот сон за потомство. Исто така им препорачувам да закажат термин во клиничка болница Аџи-Бадем Систина и да се препуштат во рацете на целокупниот медицински тим од професионалци кои секојдневно усреќува илјадници пациенти. Так, одлично кажано. Нема нешто поубаво кога знаеме дека сме си го оствариле своето право да станеме родители, да добиеме потомство, и тоа е сон на секој поединец и на секое семејство. Ви благодарам многу за вашето гостување и за сите корисни информации кои што ги дадовме на нашите гледачи. И на оваа тема секогаш е добро да се говори и да се едуцираме, да се образуваме. Вистинско време ние да се одјавиме овој петок, да ви посакаме убав и пријатен и релаксиран викенд. Следуваат вестите во 9:30, а понеделнички повторно се гледаме со мене рано наутро од 6:25. Довидување.